se ti predavam tebe, tatko moj, se moje e tvoje. Ti me sozdade od prazemna i duh životen, duh na mene, po obrazu tvoj me sozdade. Živa duša nalik na tebe, se ti predavam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, tatko moj, se moje e tvoje. Ljubov ta tvoja me obleva, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode. Ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, tatko moj, se moje e tvoje. Mir vam. Послание на Павле до Колошаните. Интересно, Светото писмо кое е духовно, дојдено е преку луѓе во објави и тие го озвучуваат. Павле пишува посланија, некои текстови се запишани, Стариот завет евреите го има запишани, го проучуваа, но сепак не го познаа Исуса. Познате тој стих кој вели: вие ги проучувате писмата, мислите ќе ви дадат живот, а не доаѓате кај мене да ви дадам живот. Што подразбира да разбереш кој дух, кое писмо е од Исус, кое не е. Светото писмо е установено, има некои измени во Библиите кои се поделени по протестантската, католичката, веројатно православната е поблиску до протестантската. Некои стихови си сврлени, луѓето се расправаат за преводите и толкувањата, а суштински ние треба да зборуваме, да ги разликуваме духовите. Не верувајте му на секој дух, туку разликувајте ги духовите, дали се од Бога. Во 1 Јованово, како ќе ги разликуваме духовите? Кога ние сме слепи, не го гледаме духовниот свет, како ќе ги разликуваме духовите? Епа духот на Исус е духот на љубовта. Значи љубовта, а духот на Антихристот е духот на нељубовта. И така се разликуваат духовите. Се што е љубов, љубов кон се, кон сите, тој е духот на Исус. И се што го слави Исусе те сакаме, е духот на љубовта, односно духот на нашиот Отец, духот на вистината, а другиот дух кој не го прави тоа, може да го слави малку Исус. Но ако го нема љубовта, ако ја нема љубовта во себе си, зашто Бог е љубов, и добро е пишано, кој пребива во Бога, пребива во љубовта, пребивање во љубовта, пребивање во Бог. Послание на Павле до Колосјаните, Павле апостол на Исус Христос. Пазете, Павле апостол на Исус Христос. Кој го поставил Павле за апостол? Црква немало. Исус апостол, оној кој основа цркви заедници, преку Божјата волја и братот Тимотеј, до светиите и верните браќа, во Христос, во Колос. Благодат вам, значи тој е овој препев, Новиот завет, Библиска лига. Благодат вам и мир вам од Бога
нашиот татко. Ние имаме татко на небесот. Ако сте вистински христијанин, знаете дека сите сме чеда Божји, дека нашиот Отец е на небесата, дека Он ни дарува живот вечен, го испрати својот Син, да ги земе нашите гревови, бидејќи сме од падната природа. Од љубов станавме нељубов, паднати сме со сатаната на земјата, и потоа со Адам јадеме од дрвото на познанието на доброто и злото. Тоа значи гордо знаеме ние што е добро и зло. Не ни треба Бог, не ни треба татко. Во колос благодат вам е мир од нашиот Бог, татко, значи имаме татко на небесата. Другите велат некој Бог таму негде, не знам каде, може би го има далеку негде, страшен Бог. Ние зборуваме за добриот татко, Драј Патер, старото име во античка Македонија за Бог е Драј Патер. И веројатно затоа и Аристотел знал да напише Бог е самиот живот во духот, зашто Исус вели јас сум патот, вистината и животот. И затоа веројатно Аристотел знал да напише зборот е светлина, дека и би светлина на вистина зборовите се светлина, зашто Бог живее во непристапна светлина. Му благодариме на Бог, таткото на нашиот Господ Исус Христос, и наш Отец, и тој е и наш Отец, но ние сме синови човечки, се додека не го избереме Исуса за наш Господ и Спасител, и Он ќе ни даде сила од природата на нељубов во која сме ние, омраза, осудување, завист, себељубие, да ги љубиме сите како што Исус ги залюби, до крај ги залюби. Му благодариме на Бог таткото на нашиот Господ Исус Христос, молејки се секогаш за вас. Молејки се секогаш за вас, пазете таа категорија, се молите за сите цркви, за сите луѓе, за другите луѓе кои не го спознали Исус, се молите за целиот свет, срцем и духом и душо и своју глаголав молитву, молејки се секогаш за вас. Се молам за сите христијански заедници да се сплотиме во Исусовата црква, зашто чувме за вашата вера во Христос Исус, вера во Христос Исус, кој верува дека Исус е Син Божји, Духот на Бог. Значи, што значи да веруваш? Тоа значи дека Тој слегол на крстот ги земал твоите болки, болести и страдања, како невино јагне ја пролил својата крв за секого од нас. Тоа подразбира да го знаеш тоа длабоко во срцето, да веруваш и да исповедуваш. Што ја чувме, значи за љубовта која имате спрема сите свети, чувме за вашата вера во Исус Христос и љубовта што ја имате, дали ја имаме, љубовта кон сите свети, кон сите цркви, кон сите црковни заедници, оние што не ве сакаат, што ве прогласуваат за секти, што ви избркале, што мислат дека тие се правите цркви. Љубовта кон сите свети и заради надежда која се чува за вас на небесата, ни приготвил место нашиот Бог Исус Христос. Ние сме овде привремено на земјата. Ако не го разбереме тоа, ние живееме како да сме трајно. За која чувте порано од Словото на вистината, Евангелието кое дојде при вас, како и во целиот свет, и плодоносно расне, како и во вас, од оној ден кога чувте и запознавте вистинската Божја благодат во вистината, дека Бог ни дарувал живот вечен, а тој живот е во Неговиот Син, Исус Христос. Те сакаме, Господи Исусе Христе, и го повикувам Твоето име, дојди во моето срце, дојди во срцето на нашите водачи, дојди кај мојот народ и помогни ни. Како што научивте од Епафрас, некој Епафрас дошол, ви предавал, нашиот мил сослужител, сите се мили и добри во Исус, ќе ве познаат дека сте мои ученици ако се љубите меѓу себе, кој не извести за вашата љубов во духот. Духот на љубовта, тој е тој дух, љубовта во духот. Значи, духот на Исус е дух на љубов, духот на сатаната, нападнатиот сатана на земјата е духот на нељубов. Под тоа можеш надолу да направите една цела низа: омраза, завист, крадење, лажење, себељубие, похота, а другото е љубов, плодови на духот, мир, добродетел, разбирање, простување, нашата љубов во духот. Духот, за да престои, вие треба да го отворите срцето, тесно вие во срцата ваши. Затоа и ние од оној ден кога го чувме тоа, не престануваме да се молиме.
Ne prestanуваме да се молиме, Татко мој, те молам за нашите македонски водачи, за сите луѓе што се болни, гладни и осамени, за оние што не мислат како нас и не љубат, им ги отвориш срцата за Твојата љубов. Се молиме за вас да бараме да се исполните, да бараме да се исполнат они со познавањето на Неговата волја. Неговата волја, пазете, Неговата волја, не мојата. Значи, духот на Антихристот е Твојата волја. Ти имаш своја волја, знаеш што сакаш, јадеш од дрвото на познанието на доброто и злото. Ти знаеш, не ти треба Бог. Не, Господе, јас ќе ти кажам тебе. Ти не знаеш, вака ќе правиме. Неговата волја, зашто ти треба да поминеш низ тесната врата, да си паднат доле на оваа долина сенка смртна, да научиш на училиштето на љубовта. Со секаква мудрост и духовно разбирање. Пазете, ова треба да се разбере духовно. Духовно, не телесно. Заради телесно разбирање црквите се поделени во деноминации, заради телесни обреди кои ништо не значат. За да живеете достојно во Господ, да живееме и јас, и да му бидете по волја, на се волјата на оној што ме прати, вели Исус, е секој што ќе го види Синот, кај треба да го види, и поверува во Него, да го види во срцето. Пазете, зборуваме за видување, за вид, увид, привид. Секој што ќе го види Синот и поверува во Него, ќе живее живот вечен. Да му бидете по волја на се, не по својата волја, принесувајќи плодови во секое добро дело на љубовта, помагајќи ги оние кои имаат потреба, советувајќи ги, носејќи им го крстот и растејќи во познавањето на Бог. Познавањето на Бог, Бог е љубов. Бог е љубов. Значи, познавањето на љубовта, ако љубов немам, ништо не сум. И ти, брате и пријателе, ништо не си. Зајакнати со сета сила од озгора. Исус ви дава сила, согласно со Неговата славна моќ, за секаква непоколебливост во дејствувањето и трпение. Да ги трпите оние што помалку разбрале, што не го спознале Бог, што ве осудуваат, што ве бичуваат, што ве камшикуваат, што ве распнуваат, со радост, благодарејќи му на Таткото, слава ти, Татко мој небесен, кој не оспособди за учество во наследството на светиите во светлината. Светии во светлината, царството на светлината, царството на љубовта, Божиото царство, каде нашата душа со духот на љубовта, исполнети со сета полнота, ќе пребиваме во љубов, во вечната љубов, во нашиот семоќен Бог, видлив во Исуса Христа. Зашто тој не избави од власта на темнината овде, ако сте избавил, ако му предадеш се, и не пренесе во царството, не пренесува и не пренесе. Во Божиото царство нема време, простор и свест. Нема димензии. Бог е сеприсутен, сеприсутна љубов. Духот на Исус е духот на љубовта. Не пренесе во царството на својот сакан син, во кого имаме откуп и простување на гревовите. Дојде ги зема сите гревови од сите луѓе. Знаете, кога ќе дојдете во фаза да сте син Божи, страданието на првото ниво кое е телесно, болки во телото, второто ниво е кога умирате како стариот човек, мислите дека нешто значите. Умира стариот човек и богороден човек, внатрешниот човек, духовниот човек се раѓа. И третото ниво е кога страдате зашто луѓето околу вас немаат љубов. Тој е лик на невидливиот Бог, во кого имаме откуп, опростување на гревовите на Исуса, кој ги зема сите наши болки, болести и страдања. Тој е лик на невидливиот Бог. Значи, Исус, во Исус е видлив нашиот Отец, и на кој не пристапна светлина, невидлив, никој не го видел. Првороден на сето создание. Првороден ке речат, ние постоиме македонците пред Исус. Не. Ние сме создадени како избран сад да се шири светото Евангелие, ќе изберам народ што ќе го прослави моето име, вели Бог, не неговото име, не нашето име, зашто преку него е создадено, пазете, за Исус збори,
преку него е создадено се што е на небесата. Пазете, се што е на небесата. Видливо и невидливо. Два света имаме, ние не го гледаме невидливиот духовниот свет. Видливо и невидливо преку Исус е создадено се што е на небесата и на земјата. Видливо и невидливо. Престоли, господства, началства или власти, се е создадено преку него и за него, за Исус. И тој е пред се, тој е пред се првороден и се суштествува во него. Ние сме дух, значи како што е Аристотел во духот го разбрал, дух. Дух Бог е самиот живот кој е вдахнат во душата и душата станува жива душа. Телото не е наше, тао се враќа во земја, го употребуваме како облик за да ја избереме љубовта. Се разбира, тоа ни пречи, телесноста ви пречи, таа има своји. Зар не чини телото повеќе од храната и душата од облеклото? Душата повеќе од храната и телото од облеклото. Си има своји нагони, желби. И тој пред се и се суштествува во него. Се суштествува во Исус. Пазете, ако го разберете, ова е може би тешко на почеток. Исус е пред се и се суштествува во него. Значи, духот на неговиот Отец кој е во Исус, кој во сета полнота е самиот живот што е во нас, во се што е создадено. Се е создадено од него. Тој е глава на телото. Ајде да видиме чија е црквата. Некој вели, моја е црквата, јас ваква црква, нашата црква, вашата црква. Другата црква. Која црква? Чија црква? Кому црква? Тој е пред се и се суштествува во него. Пазете, и тој е глава на телото, на црквата. Тој е почетокот. Значи, Исус е глава на црквата. Црквата е на Исус. Зошто ние не сме во таа Исусова црква? Па прашајте се што е проблемот, дали телесно го разбирате Светото писмо. Тој е почетокот. Исус првороден од мртвите. Првороден од мртвите мисли овде долу и од мртвите горе и од мртвите долу. Зашто без Исус, без Бог, без Отецот, без Духот на нашиот Отец ние сме мртви. За да биде прв во се, Исусе те сакаме, тој треба да ви биде прв во се, зашто на таткото му беше по волја. Негова волја, Божијата волја, во него да живее со сета полнота. Значи, духот на нашиот Отец исполнете комплетно, во полност, во Христова зрелост, Исус. И тој е претопен во љубов, затоа беше љубов. И ние треба, нашата тенденција од синови човечки, да станеме синови Божии, да се претопиме во таа љубов. Тоа е духот на нашиот Отец е љубов, другиот дух кој постои во нас. Ние не го примивме духот на овој свет, е духот на Антихристот, духот на нељубовта. Да живее во него со сета полнота и преку него да измири со себе се што е на земјата. Значи преку него, преку Исуса да измири се што е на земјата или на небесата. Пазете, поднебесните сили на злото на овој век, творејќи мир. Творејќи мир. Дали творите мир со крвта на Исуса Христа? Крвта на Исуса Христа е врз нас. Се молевме за едно дете, помало дете од Америка, и мојата сопруга која рече крвта на Исуса Христа. Имаше некој стравови и вели на мајка му, мами, кога тетката рече крвта на Исуса Христа, тие малите што ме плашеа се разбегаа. Пазете, крвта на Исуса Христа е врз мене. Јас се то положувам врз се што работам и врз македонскава земја. За Твоја слава, татко мој, творејќи мир, за да твориме мир преку крвта на неговиот крст. Значи да измири се што е на небото и на земјата. На земјата се паднатите ангели, на небото се паднатите демони ангели. Сатанската природа, спротиставениот дух, духот на Антихристот, духот спротивен на Бог, духот на нељубов. На небесата е духот на љубовта. И ако некогаш бевте отуѓени, за вас зборува на земјата, и непријатели во своето мислење, свое мислење, пазете, свое волие, не волјата негова, свое мислење спротиставени на Бог, сатаната се спротиставил, ги излажал дека он Бог, тие го прифатил 1/3 ангели, Архангел Михаил го победува, паѓаат на земјата, запишано во Откровение. Молете го Бог Исус да ви отвори. Значи, ако некогаш бевте оттуѓени и непријатели во своето мислење и во злите дела,
себелюбие, похота на телото, желбата на очите, сега ве измири преку смртта на неговото тело. Пазете, во Исус престојува самиот Отец во дух. Крвта која ја пролеа Исус е крвта на нашиот Отец. Ако можеме да го разбереме, бидејќи тој е се присутен. Сега ве измери преку смртта на неговото тело. Смртта е на телото. Телото е смртно. А душата не е, за да ве представи пред себе свети и непорочни, облечени во љубовта, кои ги љубат сите како самите себе си, кои љубат, дали ги љубите сите или ве нервира некој не ги љубите, тоа е духот на Антихристот, тој што ве нервира, треба да му се молите: Исусе, облечи ме во Твојата љубов, помогни ми, дај ми сила да надвладеам, како да постапам, не мојата волја, туку Твојата волја, само ако останете во верата цврсто втемелени и непоколебливи во надежта на Евангелието, што го чувте, дека Исус ни дарува живот вечен. Бог ни дарува живот вечен и тој живот е во Неговиот Син, кој му беше проповедано на целото создание под небото, цело создание, се ова што е создадено, се ова човечки, животински, материјален свет, природен, билки, под небото на кое јас, Павле, му станав служител и јас Тихомир, му станав служител на Исуса Христа, мојот Господар и Спасител. Тоа подразбира, не си припаѓам веќе на себе си и не сум си ни припаѓал, бидејќи тој ме создал, бидејќи сакам да се вратам во Божјото царство и да бидам љубов. Можеш и ти, брате и пријателе. Сега се радувам во моите страдања заради вас. Тешко е, луѓето немаат љубов од најблиски, членови на црква, заедници, суетин, духот на Антихристот работи, завидливост, озборување, лицемерно братолюбие. Се радувам во моите страдања заради вас и во моето тело го дополнувам тоа што им недостига на Христовите маки. За Неговото тело на Исус е црквата, која е црквата на која и станав служител. Која црква? Па Исусовата црква. Таа е црквата, други цркви нема. На која и станав служител според Божјото устројство, не ќе рече на право место си, ова е црквата. Црквата е на Исус, црквата е на небесата, црквата е во дух, црквата е кога ти ќе се претопиш во љубов и кога ти ќе зрачиш со Христовата сила и љубов. И тогаш ќе има отчитување на духот, на кој станав служител според Божјото устројство на црквата Исусова, што ми е дадено за ваша полза, каде што има некој во потреба, трчаш по него да му помогнеш, да му сведочи за да го исполнам Божјото слово. Пазете, ако вие останете во моето слово, вели Исус, што подразбира тоа? Љуби го својот ближен како себе си. Ако останете во љубовта, да го исполниш Божјото слово, значи да ги љубиш сите, да действуваш во љубовта, да немаш своја волја, Исус да те води да действуваш за Негова слава. Тајната што беше скриена за векови и поколенија, кои претходно не ја знаеа, но која им е откриена сега на Неговите свети. Тајната на кој Бог сакаше да им објави што е богатството на славата на оваа тајна меѓу неевреите, која е Христос во вас. Значи Бог, Исус е во вас. Исус е во вас внатре, ако пребивате во љубовта, надежта на славата. Не морате да го барате Бог горе на небесата. Имате татко, го повикувате Исус, му дозволувате да влезе во вашето срце, еве чукам на вратата на вашето срце. Да немате тесно срце, нема место, Исусе, кај да те примам. Не, тесно срце. Тесно ви е во срцата ваши. Го примате Исус во срцето, тоа значи ја примате Божјата љубов и почнувате да учите, да полагате семестри на универзитетот на љубовта, ова долина на сенка смртта. Значи Бог сакаше да им објави што е богатството на славата меѓу неевреите, дека Христос е во вас. Христос живее во вас. Христос е во вас, во вашето срце.
Значи, ако вие останете во моите слова, значи во љубовта, ќе дојдеме со Отецот и со кровиште ќе направиме во твоето срце и во моето срце, брате и пријателе. Ние го навестуваме Него, кој е се на се, Исус. Исус видлив, нашиот Татко на небесата, кој е самиот љубов, Бог е љубов, видлив во Исуса Христа. Опоменувајќи и поучувајќи го секој човек со сета мудрост Исусова, не нашата, за да го представиме секој човек зрел во Исуса, да пребива во љубовта, да се откаже од себе си, да се откаже од духот на нељубовта, од духот на антихристот кој е во него, од гревовното тело, кое си има похота на телото, желбата на очите, гордоста на животот. Затоа се трудам и се борам сходно, се борам со неговата, со тебе можам да направам се, Татко мој Исусе, без тебе не можам да направам ништо, сакам да го направам тоа се со тебе, со неговата делотворна сила, која силно действува во мене, Повторно ќе се вратам уште на еден стих од Филипјаните. Тоа беше, значи, прво Колосјаните, Колошаните, во какви препеви. Значи, што вика Филипјаните, интересен стих, зашто тој е поттикнувач и насочувач. Зашто Бог, Таткото мој, кој е љубов, е оној кој ве поттикнува да сакате. Кој ве поттикнува да сакате, да љубите и да действувате во љубовта, според неговата волја. Амин. Правете се без ропот и расправија, не мрморете зошто вака, зошто така, зашто тоа што го зборувате, тоа ќе ви го дадам. Да бидете безпрекорни и незлобни Божии чеда, значи незлобни значи во љубов, во духот на нашиот Отец и Исуса, среде изопачено и расипано поколение, тоа се сите околу вас, меѓу кое сте како светила во светот. Вие сте светлината на светот, држејќи го цврсто словото на животот, словото на љубовта, евангелието на мирот. Те сакам, Господе Исусе Христе, мир вам до Божјо Царство Небесно. Амин. Се ти предавам тебе, Исусе, се ти предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, Татко мој, се моје е Твое, ти ме создаде од прав земна и дух животен тухна во мене, по образот Твој ме создаде, жива душа налик на Тебе, се ти предавам Тебе, Исусе, се ти предавам Тебе, Господе, се ти предавам Тебе, Татко мој, се моје е Твое, љубовта Твоја ме облева, Твојата рака ме позема, во срцето моје пребивај, Исусе, Господе, јас ти припаѓам Тебе, Исусе, јас ти припаѓам Тебе, Господе, јас ти припаѓам Тебе, Татко мој, се